Моје друштво без маска денеска е Агнеса Органџиева. Првиот дел од разговорот го правиме во ресторанот Лозница, а потоа ќе наноси кај неа дома. Агнеса, здраво. Здраво. Благодарам лично тебе за поканата. Јас ти благодарам што ни организираше ваква убава софра и дочек тука. Да, и мене ми е задоволство. Заслужуваш секако. Лозница ја одбрав бидејќи во моментов таму е меѓу најголемите ресторани во Скопје. Од самиот почеток значи сум тука, ради оваа работа, че храната и персоналот што е. И убаво вино. И убаво вино секако, да. За дружба, за добра дружба. Колку често одиш во кафеа? Знаеш ли да се опуштиш ета? Повеќето сум преку ден, значи сакам да излегувам на ручек со помалата керка. Навечер ретко искачам, бидејќи сепак нели од врските рано станувам и затоа може за викенд. Меѓутоа, ете, кога ќе отидеш, да речеме, во некоја кафеа, не има ли некоја песна што сакаш да си ја нарачаш ако има музика во живо, нешто што сакаш да слушнеш, да те расположи еп тебе? Верувам, секогаш кога седам, значи, кога има жива музика, тука дека има жива музика, ќе ми дојде, значи, свирачот што сакаш, која песна, ништо не ми текне момент. Добро, знаеш ли како да се однесуваш кога ќе ти дојде музика на уво? Например, јас не знам. Се здравувам. Нешто слично, ама би сакала така, сепак ли да не е нешто премногу јако, али оставам сепак на музичарите што ќе одберат, се слуша, немам никаков проблем. Немам ни омилена песна дори. Добра, ти се случило на некогаш толку многу да се расположиш, што ќе станеш, ќе се качиш на стол, на маса, ќе искршиш некоја чаша или не си таков тип? Не, никогаш. Мислам, не би сакала, не е ни мој стил, не е ни дамски, не. Јавноста дозна за тебе пред околу 2 години, отприлика, кога ти се случи јавен развод. Да, 2. Дали очекуваше дека од еден статус на твојот поранешен маж ќе се кренат лукава време околу тебе и дека ете медиумите 2 години подоцна се уште ќе пишуваат за тебе? Не очекував толку, значи, памба да се дигне, нели? Али мислам дека се тоа го направи самата корона. Луѓето беа затворени надвор и ова им дојде како нешто ново шоу, шпанска серија можам да наречам, и беше интересно. Интересно, мислам дека ради мојата појава, мојот начин на живот и тоа допринесе еве до кај. Каква беше твојата прва реакција оствари во тој момент? Дали ти го прочита статусот или некој ти кажа? Ми се јави поголемата керка. Само ми кажа, мамо, не отвора кај тато, вика на Фейсбук, пиша нешто, пиша дека да не се изнервираш. И нормално дека отвори прво. Да. И почна. Дали те повреди тоа што го прочита за себе во моментот? Искрено да, не очекував према од него. Не очекував сепак до вчера, нели, заедно сме спиеле, исто спална сме дели, сега нешто да менува, да кажеме нешто што не е, нели? Првиот момент да. После 3 дена се навикнуваш и цитираш така, ламава. Добре, дали му се јави, например, да го прашаш зашто напишал такво нешто, реакција имаше ниту еден момент не се јави. Ниту еден момент. Статусот излезе што излезе, меѓутоа после некако излега и коментарите по социјалните мрежи. Колку па од друга страна те повреди тоа што луѓе што воопшто не те познаваат, си дадоа за право да речеме да коментираат и да пишуваат се и се што за тебе? Коментарите не ме погодија во ниту еден момент. Премногу сум ментално јака. Не дозволувам коментари да влијат на мене. Како што кажа, не ме ни познаваат. Чим они не ме познаваат, не ги ни познавам ни јас, така да нема зошто јас да одделувам време, да читам или зошто ти си пишала, си искоментирала за мене нешто што знаеш дека не ме знаеш, не беше ни седено вака, да пиеме кафе или вино, така да не се замарам воопшто. Тие што ме знаат, што се дружат, што се во мојот круг, во мојот живот, знаат јас каква сум. Тоа ме најбитно. Всушност приватно? Приватно сум многу нормална, посветена мајка на 2 деца. Нормално се живеам. Знам дека друг ќе ме доживуваат луѓето кои ќе ме видат, ама тоа е сега. Во тој период мислам дека добија многу голема поддршка од жените. Да. Колку ти значеше всушност ливната поддршка? Многу жени го имаат проблемот што јас сум го надминала. Повеќето немаат храброст да го направат тој чекор. Мислам дека тие жени негативно коментира, бидејќи
Сега дали да не обяснуваме дома како има такви работи, некој ми се допадна што зема сила и го направи тој чекор. Бидејќи отпосле со многу жени комуницирав и ми кажа дека Гнеса ти беше после тебе, вика едноставно стварно вика сила ми даде. Дури на судика ми дојде и ми кажа Гнеса да знаеш и беше причината, вика ми даде едноставно сила за да го направам јас тој чекор. Нормално и она живеела, секој сака да живее среќна, нели? Никој не сака веќе во брак да живее како брат и сестра. И тоа е тоа. Ти ми кажеш дека сега со твојот поранешен маж сте во добри односи, во пријателски односи, меѓутоа, дали тој во еден момент ти се јави или ти се извини за сите работи што ги напиша? Се уште се нема извината, али пишува константно, мислам, комуникацијата си тече, мора да тече, нели? Не искочив лоша мајка, лоша... А дали успеа да си ги заштитиш децата во целата таа ситуација? Како па тие се носеа со се? Успеав, заедно со моите родители. Тие ти беа најголемата поддршка во тој период? Да. Мојата сестра, морам да се поздравам, нели? Аника, и многу ми е драго што поголемата ќерка не го надмина тоа, нели? Страшно. Премногу е интелигентна, паметна, ми помогна со Тифани и тоа си беше као нормално, као така требало да биде. Ние ќе го продолжиме нашиот разговор кај тебе дома. Може. А во меѓувреме да го пробаме виното и да пробаме што не спремиле денес. Да. Живели. Тргнавме на кај тебе, на кај дома, ти ке не возиш со твојот автомобил. Така, јас ќе го возам, ја две чекам. Каков шофер си? Формула 1. Значи, јас возам од мој 15 години, татко ме учеше и тоа на джип. Добра. И така да не се секирате, најдобар шофер сум. Да. Ама чекај, возиш и по улиците дека немаше дозвола или чекаше да наполниш 18 па да тргнеш? Возев по улици. Извини. А дали си од оние жени што возат и со штикли или секогаш во колата имаш патики или некои рамни чевли па ги преоблекуваш пред да влезеш во кола? Не преферирам да носам патики или чевли, нели како што прават некои девојки, не, како што сум се облечена дома, така си искачам, така си возам, немам проблем. Ако направиме нека дупка у кола, ќе се поправи, нели, тоа е тоа. Ништо, ајде да водиме на твојот автомобил и муабетот дека продолжуваме следно кај вас дома. Така, на кафе. На кафе. Кажи ми каква музика успери сакаш да слушаш кога се возиш? Имаш некоја милена плейлиста или радио тера? Радио се слушам, Антена, Фортуна, сите веќе се нашиве музички. CD немам такви некои. Српско слушам само од Авана, а вака само се сакам френски. Која е најдалечната дестинација, се ќе мора да стишам сепак, која е најдалечната дестинација што си извозила сама? Сама па до Венеција, значи возев, сега беше брзо. Да, сега ќе те прашам, тоа беше кога носеше твојата ќерка во Словенија на студија. Тоа ќе те прашам следно кога ќе стигнеме кај тебе дома. Добро дојдовте, ова е значи мојот дом. Андријана повели. Да, ти благодарам што не покани, ама јас се вака како добар гостин ќе ти речам, може ли одма кафе да пиеме? Секако, со задоволство. Додека не го направиш кафето, додека се свари, јас да ти поставам неколку прашања. Многу ми се бендисува интериерот на твојот дом. Сама го редуваше или работеше со некој ти помогна да го направиш сето ова? Верувам секогаш сама работам, значи за се, значи стил за облакење, за дома. Ова ми веќе, значи 2 стани имам сама до сега. Во кој стил е направен сталот? Пошто многу ми се допаѓа ова што е горе. Да, модернистичко стилски, значи микс е работено се. Иначе тоа е со вакуум сликата што е на плафонот од Италија ми е донесена специјално, така е лепена. Кумши некад кога дојат, не знам што е, ај вика да не пуштила влага, како да викам не. Меѓутоа многу внимаваш и на деталите. Да, сакам детали, сакам да ми е субава енергија, топла, сакам кога ми дадат гостини да се чувствуваат како дома. Супер.
Одиме каде? Во дневната? Во дневната, ајде. Колку долго си во станов? Колку долго сте веќе тука? Овој стане негде 18 години можеме, нели, го издавав, па сега си се преселив тука, си го доуредив, нели, да ми биде поубава, да сменам нешто од поодамна и век, значи, колку години помаш. Да. А оно што го направивме како муабет во оно за што разговаравме во автомобилот, нели беше дека една од последните дестинации на кои што се била е до Италија, Да, Венеција. Кога носеше ќерката на студии во Словенија. Се навикнуваш ли полека на животот без неа тука? Сега сте ти, Тифани, Вивијан, тие во Словенија. Многу е чудно, многу е тешко. Повеќето другарки што комуницирав со нив, што го поминале веќе, нели, тој пат, ми рекоа дека е нормално. Ке има и плачки. Плачеш? Плачеше? Да, многу, значи првите 2 недели да. Добро, колку често и се овоше во текот на денот за да ја прашаш каде е, што прави, дали е се окей? Секој ден сме на видеокол. Колку пати на ден? Па, или оставаш малку да дише? 3-4 пати да, и сакам да оставам, а и не сакам, нели, но премногу ме фали, нели, на помалата ќерка. Премногу беа поврзани. Мислам, Вивини беше дури како мајка еден период на Тифани, она е премногу така знае како со помалите другарчиња да комуницира. И сега за сега се навикнувам. А како се снаоѓа таа во Словенија? Што ви века? Дали е убаво таму? Верувам дека пресрекна е. За една мајка е многу најубав моментот кога ќе видиш на видеокол, кога ќе видиш насмеана и среќна. И знам дека е, нели, задоволна. Како се знаеде како мајка? Ти релативно млада всушност ја роди Вивијан на твои 20 години. Да. Колку ти беше тешко уствари на 20 годините да станеш мајка, буквално животот да се смени преку ноќ? Не би го променила минатото, бидејќи многу е подобро да родиш многу помлад отколку, нели, на подминати години. Бидејќи Вивијан кога родив, верувај, немав проблем со килажа, нели, одма се повратив, а веќе кога родив Тифани на 28 години, потешко идеше. И се нормално е, нели, со диети, со вежби, си се вратив, мислам, до каде што треба да... Со килажата, сега за жениве момент. Кој ти беше најголемиот предизвик кога стана мајка? Што ти беше, да речеме, најтешко? Си ми беше некако дека од прв пат, нели, си ми беше некако многу интересно се. Породувањето исто така беше многу лесно. Дури малку болки имав, али се мислам дека до психата, како го поминуваш тоа, ако сакаш да имаш болки, ќе имаш болки, не, ако нема, нема. И така и животот си го терам. Ретко се нервирам и ретко може да ме изнервираат. Дали си повеќе мајка на твоите ќерки или си повеќе другарка со нив? На моменти сум мајка, на моменти како другарка. Сакам, значи, се да знам, буквално се, бидејќи сепак, нели, јас имам поминато тоа што имам поминато, нели, како искачање, друштво, за да можам да и на поголемата ќерка за да и долувам некои моменти, што еве сега ги поминува таму, за да и укажам да не грешиш, е нормално. А како мајка, дали си строга? Строга мајка сум. На моменти кога е поврзано нешто со школа, како например со Тифани кога се карам за оценките, да. Иначе карактерот е на мене прав забушант и знае да изманипулира и наставничка, мислам дека и деца. Значи добро се снаоѓа. Дали дозволуваш си на ќерките, кажи ми? Сакам да им дозволам, а они се делумно скромни. Немам проблем со, не знам како, сега нели има некои мајки имат проблеми со девојчињата, нели се искачаат такви работи, јас немам проблем. Една од работите која што ми ја дозволи на ќерките е да чуваат змија како домашен миленик. Да, дали е или тоа беше можеби твоја идеја? Ние сме екстремни, значи и јас и поголемата ќерка. Идејата беше на Вивијан, која сакаше, првин че имавме браде змеј. Од браде змеј порасна на змија.
до моментот кога ми каже мамо сакам змија, да човекам нема шанси, значи тотално ќе не направат ненормално веќе почна. И дозволив, немав страв, не се плашам од ова е Алфи иначе. Здраво, Алфи. Алфи е многу сладок. Да. Дали ќе ни ја донесеш змијата? Да видиме, всушност Тифани дојде пред малку, така да Тифани дали ќе ни ја донесе змијата? Ајде Тифани, ајде. Ќе ни ја дадеш? Ти си ја носиш како ланче. Како? Ќе ми ја дадеш? Здраво, Тифани. Како се вика змијата? Раја. Раја, кој го даде името? Јас ја не знам, смеам да ја пипнам така? Да. Свери, јас ќе ја пипнам малку, а после ќе ви ја... Името јас си го дадов, да знаеш. Од филм. Да. Колку време ја имате? Колку време ја чувате? 1,5 година. А стравте од неа или не? Не. Океј, многу е убава. Ја имам скоро палка. Дали се спие некогаш со тебе? Не. Си има нејзино место каде што се ја чувате? Да. Со неј и со да ми одговара на се. Ама се плашим. Да, малце на одак. Добро, не е се едно, нели змија. Да патиш врака, ма многу интересна. Кажи ми, Да, шарата е убава. каков тип на змија? Роял питон. Роял питон? Има многу вакви кај нас или не? Редок вид се, да, ради шарата, како тигар, може да се нарече дека е шарата многу убава. Ама гледаш, значи не е страшно, не е отровна. Иначе отровни змии нормални ја не сакам, што е нормално. Не ја гледам каде, не ја гледам кај е главата, а добро? Да. Океј, ја осеќам како со мускулите се згрчува. Да. Кога ја јаде на последно? Недела и пол. Значи не се Добро, секира, значи не е гладна, безбедно нема сум. да те касне. Да, Они еве значи се ќе ја реагираат оставам. на рефлекс, значи брзо ако и се приближиш, тогаш може да те касне. Иначе болката е повеќе боли ако те касне ос отколку змија, да знаеш. Ве каснало некогаш? Не, се уште. Дали сте имали некогаш непријатна ситуација? Дали се случило да ви избега, например, од терариумот, па да ја бркате по дома, да не знаете каде ви е? избега и претежно кога ми бега ми наоѓа мајка ми, тоа е чудо. Толку колку што не сака змии, она ми ги наоѓа. Ами јас нема, викам мамо, ќе сеам со мамо дојде змијата ме нема, по тебе ќе дојде. Добре, каде ја наоѓа? Има некоја местенце каде што знае да се скрие во стан? Да, на вода, значи или во тоалет, во туш кабината или на тераса. Кажи. Еден пат во тоалет, таму внатре имаше малку чашка со вода и таму е некоја друга, нашата друга змија ја најдовме, а оваа змија ја најдов, баба ми ја најде таму надвор. Чека, сакаш да кажеш дека имавте некоја друга змија во станот? Да, имавме. За две змии. Каква змија имавте во станот? Питон, цело време питон земаме, да. Значи, ова е втора змија, не ви е прва што ја... Да, трета. Јас сум мисля. Ретко имам гости дома. Кажи ми, јас сега скоро всушност на Инстаграм кај тебе прочитав дека си имала мајстор да ти го искричи станот и дека кога дознал дека има питон дека се здравил и дека во 2,5 сати искричал све. Ние не бевме тука и баш со зет ми бевме негде скочени со сестра ми се јавува вика те молам Агнеса дојде јас 30 минути вика седам на скала, не можам да се симдам, му сидеше во тоалет. Капакот од змијата е отворен, значи ја нема. Не се секира, викам, видим после изгледа земала, кај неја си е во детска, викам, слободно може да се движиш. И на крај искрече среди свет. Искрече Другите мајстори немаат проблем. брзо, да. Не, и другиот е кога ми минува в собата на Тифани со креветот, кога разбра дека позади него е змијата, веројатно го снимав за колку беше, за 2 секунди. Помалку од две. Дури Тифани се збори како мамо каде е човеков и пола сат го молевме за да влезе, за да се дореди тоа што му беше. Твоите ќерки имаат многу уникатни имиња, барем за македонски услови, Да, не Вилена се. Тифани. Кој ги избра имињата за децата? Имињата, значи, многу ми беа битни да се малце поразлични, како моето е, нели, јас Агнеса. Сакам кога идеме, дека не многу патуваме, нели, и сакам кога сме надвор од Македонија, ти имиња таму веќе, нели, се попознати и полесно. И да се запамти, нели, за изговор. Името е по Вивен Ли, од Прокорм Однесено со вирот, да. И беше Вивен и Тифани. Заедно со Роберт дојдовме до името и реков второто дете кога биде ќерка ќе биде Тифани и така испадна.
често објавуваш и фотографии од конјичкиот клуб каде што одиш. Меѓутоа, луѓето не пишуваат за тоа, нели, Агнеса јава на кој пишуваат за стилот, односно начинот на кој што си облечена. Колку внимаваш на стилот и на она што го носиш? Да, тоа ми е интересно. Да, имаше некои нели објави по порталите за мојата пасија кон конјите, нели? Многу ги сакам. Најомилено животно иначе ми е конј. Јаваш одамна? Од некои 19 години може. Меѓутоа, онајте што пишува порталите, пак ќе се вратиме на прашањето, беше твојот стил. Да, баш ми прашуваат, пример, патиките од кај ти се, или мајчката, или не знам, многу жени ги интересира начинот на облакање, комбинација, бидејќи јас, да речеме, кога се облакам, покасно ќе ви покажеме некои, нели, мои парчиња поомилени. Кога се облакам, значи не ќе застанам пред мојот шкаф, тоа е за може 2 минути, многу брзо се спремам. Комбинацијата со точно со очи, значи се ја комбинирам и така искачам, иначе немам нешто. Ти сама се шминкаш? Се сама правам, да, сама се шминкам, сама се облакам, сам стилист сам на себе. Ајде сега, пошто разговаравме за стилот, дали може да отидеме и да не ги покажеш омилените парчиња? Може нешто издвоив, значи не е се, бидејќи нели сите жени имаме премногу галишта. Како викаат у нас, секогаш имаш премногу галишта и никогаш немаш што да облечеш. Точно. Издвоив, значи, неколку чевли имам, чизми, сандали и некои фустанчиња. Додиме да ги видиме. Кажи ми, повеќе купуваш гардероба тука или во странство? Претежно купувам во странство. Ретко купам. Некој мисле дека не знам јас цело време само палиша да давам пари, не е така. Имам и лична креаторка Натали од Ателиер, фустани дреси со она, значи што ќе кажам, ми го шија, сакам и наше македонско производство, многу сум за тоа. Иначе кога ќе сакам некој по парче, надвор си го. Повеќе трошиш на аксесуари или на гардероб? Претежно на накид многу сакам. Значи да, трошам на накид, сакам значи добри обитки, огрлица, саат, кајш и чевли. Да видиме некој од твоите омилени. Што се мислам дека не е битно ако имаш добар кајш на себе. Да видиме ева од накидот, да ти ни одвој нешто. Да, ова ми е еден обелек комплет. Да. Не знам Жадор од Диор. Да. Не знам, не би сакале да именувам брендови, ама Ама јас кажав вместо тебе. Сепак ми е незгодно, вистина. Ама се многу убави, многу убави парчиња. Ова ми се шанелки обетки исто. Добро. И овие ми се Долче Кабана. Многу се убави. А од гардеробата, јас гледам тука една многу интересна Диор чанта. Да. Таа е. Ајде да почнеме од неа. Таа е персонализирана со моето име Агнеса. Диор Парис. Интересна и шара, да. Од каде името Агнеса? Дали некогаш си ги прашал твоите родители зашто решиле да крстат така? Значи, на мајка ми прва братовчетка омажена со французин Даниела Д. Требаше Ањез да се викам. Значи, кога сум била, нели, кога сум се родила, сакал да ми биде кум, да носам некој француско име. Ама нели too much French било, хајде Агнеса да биде. Иначе и првичното било Снежана и памтам дека мајка ми кажа сите бик во болница беа Снежана и вика нема шанса Снежана. Добро, дали можеш да се замислиш себе си како Снежана? Никако, нема шанса. Можам тебе да те замислам така. Као црна коса и румени образи од шминката. Плави. Ајде да видиме што ни одвои од гардеробата. Ова ми е од handmade од Натали. Го биравме, овие се сега или се носат шик се. Каде ги наоѓате материјалите за? Па зависи или од Грчка или од Италија си ги порачуваме. Ова е интересно парче, значи може и со нут фустанче да се носи од оздола. Ако имаш смелост, нели по голем подобна веш. облека, да. Мада јас не би. Ова е за секој прилики. Little black dress, она што вика, значи, нели, секоја жена треба да има црн фустан за секоја прилика. Ластик. И овој, значи, можам, јас фустанчињата си ја комбинирам и со
обично со патики цело време или Да, ти често ја објаваш фотографии на кои Да. што си во патики, значи не си стрикно во штикло. Точно. Фармерка, мајчка, патика, со ко сакам, го сакам тој стайл. Овој исто, значи може и со патики да се ги сакам овие модели на фустанче, бидејќи може и простка варијанта да се искомбинираат. Еве ќе ги покажам исто овие чизми, ми се едни од помилени, нели сега тие се као Да, во мода во мода ради бојата да. Имаш едни интересни чизми, гледам тука. Имаме еве Cool. со пертови, Лајки. природни пердови. Колку ствари има можност во Македонија да се носат вакви работи? Колку има треба, настани искрено- на кои што можеш да се појавиш или места на кои што можеш да отидеш со ваква гардероба? Треба сепак смелост и треба да знаеш тоа парче што го носиш, нели да го носиш. Немаш потреба, нели, не знам да е скапо, можеш исто многу ефтино парче да искомбинираш некој модел и да изгледаш пак да делуваш, нели, како што ти доликува во денот. Имам уште сандали, ти ме кажа. Еве, имам од патување што се ги земав. Нели овие секогаш се во мода. Еве овие ги одвоив сандали. They're very nice. Сега да не покажуваме цела облека, во некоја друга прилика ќе Да, го ќе додеме да го видиме така, целиот. ќе го отвориме и плакарот за сите. Добро. Иначе, Епа можеме да продолжиме да си го пиеме кафето и тука некаде и да го завршиме нашиот разговор. Добро, нема проблем. Фала ти што не покажа дел од гардеробата што ја носиш, иако нели чисто споделуваш на социјалните мрежи, можеме да видиме како се обликуваш, меѓутоа друго е вака кога ќе видиме во живо. Дали после овие 2 години се навикна да си го читаш името во медиумите? Не реагирам, обично пријателките мои они гуглаат за моето име и ми препраќаат Што се цело време, пишува? да. Од сите портали, тоа што ми се допадне, делумно се ми се допаѓа. Еве јавно да се заблагодарам на новинарите, значи досега вистина ниеден нема пишано нешто негативно, лошо. За мене секој наслов ми се допаѓа и колку што можам објавувам јавно, значи кај мене на мојот Инстаграм профил, на Фејсбук. Да те имаш преку 100.000 следбеници на Точно, Инстаграм. Нели, освен што имаш собствен бизнес, што си мајка, на некој начин ти си инфлуенсер, значи луѓето со сето она што ги интересира, со сето она што те прашуваат. Колку ствари мислиш дека влиеш ете на нивниот избор на облека или храната кога ќе ја покажеш или местото каде што си била, па ете да сакаат да отидат да го видат само заради тоа што ти си била Јас таму? мислам, ме следат бидејќи гледа дека не глумам, дури на сликите и на, нели, како што сум на сликите, така сум и во јавниот живот. Реална сум. Не копирам некои други, не знам, рилс која прават, нели, или слики. Како што ќе ме дојде, значи како што се чувствувам, јас таква слика правам, така и постирам. Не сакам да се тумач, нели, професионални како што ги прават. Сакам се да се природно и Да мислам си дека спеглани преку филтри поминати. Да. Колку внимаваш на себе, на негата, на телото, на лицето? Колку време посветуваш ете на тие работи? Премногу мислам дека. Користам пилинг пред да легнам, така, значи мојот мејкап го вадам, пилинг си користам од Бабор. Не користам сапун за лице, значи само пена. Обавезно легнам со ноќна крема. Станувам со дневна крема, со серум. Што мислиш за естетските корекции? Нормално, секој кој што би сакал, зошто да не би се коригирало ако има некој недостаток или Имаш кој што направено не му нешто на себе? Не, на лик ништо немам, само нели малку ситица, устите нели малце ги коригираат и тоа е тоа на контурите. Колку Мислам внимаваш? дека и се познава сепак. Да, што викаш, погледнете ги старите слики за да видите колку е сменато. Сепак не можеш да изгледаш исто нели од 18 години, сепак растеш, се развиваш. Колку па внимаваш на физичкиот изглед? Дали вежбаш, дали одиш во теретана или ова е генетика? Станува збор за генетика. Мајка ми, значи, ја има body shape, што го викаат. Дури имаше нели еднаш ми извади дека сум го Извадила ребро, да, прочитав и јас тоа за да имаш потенка Тоа половина. иначе крив е зоки фаци, кога
Он ми Твој каже добар дека него, пријател? да, кој дека негово масло, викам секогаш ќе те утепам, уште ова ме фанеше, тоа нели после пак букна. Како реагираше на такви надписи, за Не, кои што па не. знаеш дека се тотално невистини? Да. Ти се смееш или Па се не, лутеш? повеќето знае дека не од пред тоа, мислам, таа сум, ама интересно е, ете, нели, да има и читаност. Не реагирам, не, никако, не, сега ќе. Иве, пред да го завршиме нашиот разговор денеска, морам да те прашам, дали еве после 2 години си спремна за нова љубов? Зошто да не? Вратите се отворени, само ке нас, пак ја кажам, немаат храброст да ми придат, не знам зошто, дали некој блокада може има ставен, дали може да бъде физички изглед, нормално сум, сакам комуникација. Да, јас некаде устори те слушнав во некој интервју каде што велиш не ми приуѓаат кога ќе ме видат, ама кога ќе си отидат, после тоа добивам еден куп пораки. Да, цело време. Одговараш на пораките или ги игнорираш? На игнор, бидејќи не сакам да одговарам на пораки на Инстаграм. Нека не ме сватат погрешно, испод ниво ми е, сепак нели се пазам, мајка сум на 2 керки, не сакам нели скриншотови, тоа премногу внимавам. Нешто јас ти благодарам за интересната вечер, за убавиот разговор, за тоа што прв пат во живот пипнав змија, за се ова што ни го приреди денес. И се надевам дека наскоро пак ќе ни бидеш гостинка. Ќе дојдеш повторно на кафа.